Именно Сдруженијето на граѓани Екологик неодамна спроведе проект за вклучување на децата и младите во едукација за намалување на последиците од климатските промени. Што точно фаќаше овој проект, дознаваме од линковското вклучување на колегата Никола Трајковски. Никола, добро утро. Добро утро, Сузе, поздрав до тебе и секако до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија. Студено априлско утро имаме денеска, само 7 степени е моменталната температура во главниот град, максималната денеска барем во Скопје се прогнозира да достигне само до 10 степени. Очигледно ни пристигна најавеното заодување кое што ни го најавија од управата за хидрометеоролошки работи, па деновиве имаме навистина пониски температури за околу 10 степени од оние кои што ги имавме минатата недела, и би рекол имаме повеќе есенски отколку пролетни температури. Овие температурни разлики и промени стануваат се почести последниве години и меѓу другото како резултат на секако климатските промени. А токму климатските промени и учеството на децата како двигатели на промените за намалување на ранливоста на заедниците од климатските промени се во фокусот на новиот проект на Сдруженијето Екологик, за кој што утринава разговараме со Никола Нешковски, председател на Сдруженијето Екологик. Добро утро и добро не дојдовте во утринската програма. Добро утро, фала на покана. Сдруженијето на граѓани за заштита и унапредување на животната средина Екологик е организација посветена на заштита на животната средина, но и на промовирање на современи еколошки практики. На кој начин организацијата потикнува позитивни промени врз животната средина во своето 11 годишно делување? Преку образование. Вака најкратко кажано, преку образование, и тоа преку образование поврзано со игра, поврзано со практични активности, и тоа не само кон младите, бидејќи Екологик работи и со деца, меѓутоа и со возрастни, секогаш гледаме образованието да е интерактивно. Обострана комуникација во тие што се вклучени. Со оглед на предизвиците од климатските промени, со кои што во последниве години, како што кажав, се соочуваме речиси секојдневно, колкав е предизвикот да се делува токму во сферата на едукација за климатските промени, но и заштита на животната средина? Во Македонија голем предизвик. Искрено, тоа трае нели уназад со години. Екологик не е единствена нити прва организација што работи во ова поле. Има и доста други, меѓутоа предизвикот секогаш постои тука и срекни сме што сме дел од оваа приказна, бидејќи можеме да придонесеме кон решавање на одредени ситуации, тоа преку едукација на првенствено на младите. Еден од основните постулати всушност и цел на самото здружение токму е ширење на еколошките знаења, но и унапредување на еколошкото образование. Од каде произлезе потребата за започнување на еден процес на унапредување токму на образованието за животната средина и климатските промени на територијата на нашата држава? Тоа почна малку поодамна, кога ја оформивме организацијата 2011 од потреби на луѓето вклучени во неа, односно кога сме биле ние деца не сме имале таков тип на образование, зборам стрикно поврзано со екологија и климатски промени. И нели како што се развиваа работите, почнавме се подлабоко да навлегуваме во тематиката, при што она што го работиме во моментот со УНИЦЕФ е поврзано со искуствено учење. Односно децата преку пракса учат за екологија и за климатски промени. Да, за повеќе детали за проектот нешто подолу во денешниот разговор, она што би сакал да го слушнам како ваш став е на какво ниво е всушност еколошкото образование во нашата земја и кои се оние главни цели кои што треба да ги постигне проектот за кој што говориме денеска? Тоа постои. Еколошкото образование постои одамна во Македонија, со тоа што нели имало различни пристапи до сега. Ние имаме исто различен пристап во поглед на тоа го спомнав нели преку искуствено учење децата и наставниците да ја промовираат оваа тема и баш да ја разберат. Не само она нели да слушнат, па дали останало меморирано или не, туку баш на трајна меморија. Така да тоа се нашите практики на работење буквално во поглед на тоа кои се целите, идејата е да се зајакнат капацитетите на наставниците како искуствено учење, преку искуствено учење да ги промовираат овие теми, меѓутоа од друга страна па исто да се зајакнат знаењата кај децата преку практична работа. Кој се е вклучен во реализација на самиот проект, колку установи образовни се дел од него и колку дечиња се дел од овој проект? Во поглед на установи, ова е најнова информација, бидејќи претходната недела имавме одредени обуки исто така за образовни институции. Во моментов, во поглед на градинки, ќе почнам со најмалите, се вклучени повеќе од 30-тина градинки на ниво на Македонија, во поглед на основни повеќе од 50-тина.
основни училишта. До сега овој проект е само 6 месеци. Меѓутоа тоа само некако не игра улога, бидејќи во 6 месеци успеавме да опфатиме повеќе од 30.000 дечиња. Да, и тоа дефинитивно е бројка која што навистина започети и мислам дека ветува навистина добри резултати, барем во контекст на овој проект. Велите љубовта кон природата се негува уште од најрана возраст. Еден од најголемите предизвици е всушност да им се пренесе искуството на немладите за тоа како да се грижат кон животната средина. На каква соработка наидовте со децата, барем од вашите информации кои што допираат до вас и на кој начин планирате всушност да креирате нови вештини и знаења од областа на еколошкото образование кај децата, кај учениците, но секако и кај нивните наставници? Интересот е голем. Првенствено поради фактот дека е интересен. Нели ние одиме, како што спомнав, на варијантата на учење низ игра, учење низ забава, а децата тоа не многу го сакаат. Меѓутоа, испадна дека не само децата, туку и наставниците го сакаат тоа. Така да, изминатиот период имавме прво фаза на тестирање, каде што наставниците беа вклучени и дел од активностите што ние ги креиравме заедно со нив ги тестираа во училници и надвор од училници. Интересот се покажа голем, ефективноста исто така и сега продолжуваме со наредна фаза, односно втора фаза на тестирање, што значи дека овој пристап функционира и ќе го продолжиме. Минатата недела, односно во текот на проектот цел е токму преку искуствено учење да се подигне свеста кај децата за значењето на образованието за животната средина и климатските промени. Што се беше реализирано на обукава која што се случи месецов? Овака офативме 28 основни и 15 на градинки. Нови, на страна од она што го спомнав предходно, со тоа што идејата беше да се запознаат директно со искуствено учење, каде што, еве ќе бидам искрен, многу малку теорија имавме на самите обуки, бидејќи целта беше да имаат пракса и само пракса, што значи дека од страна на нашиот тим и на наши обучувачи беа презентирани буквално практични активности, ние си ги викаме експерименти, каде што преку искуственото учење, преку тој метод се промовираат темите животна средина и климатски промени и можам да кажам дека цело време ги државме во некоја акција присутните, односно наставниците и воспитувачките, и на крај беа исто премногу задоволни. Како велат, преку пракса најдобро се учи, верувам дека тоа ќе биде вистински случај токму и во вашиот проект. Она што е посебно важно е дека сите воспитувачки ментори, како што вие ги велите во рамки на самиот проект, ќе го прошират и ќе го споделат своето стекнато знаење токму со колегите во установите каде што работат и всушност ќе ги применат сите оние активности и експерименти кои што беа практикувани токму на оваа обука. Да, една од, ќе ги наречам сега, може би зборем малку тежок, обврските, што ги има учесниците на обуките, беа да ги пренесат после тоа стекнатите знања со своји колеги. Ова е за да направиме една фина дисеминација и буквално да направиме една одржливост во целата приказна, затоа што не е идејата цело време да се обновува знаењето кај одредени лица, туку тие лица исто така со стекнато знаење да го пренесат на останатите, со тоа што нели ќе имаме многу поголем опфат на дечиња што се вклучени во целата приказна. Ова го направивме и претходната година, односно на почетокот на самиот проект направивме вакви обуки, при што исто тогашните учесници има обврска да направат дисеминација со своите колеги. Подготвивте едукативни материјали, ресурси и климатските промени, што точно фаќаат тие? Тие се во фаза на подготовка, односно во прилично добра фаза на подготовка. Идејата да бидат готови веќе во септември да влезат во образовниот систем како такви. Тоа значи дека имаме посебни материјали за градинки, посебни за основни училишта, со тоа што освен оној наративен дел каде што се објаснува нели искуственото учење и самата важност за истото за дечињата, имаме баш практични експерименти. Односно тие експерименти ќе бидат прикажани и преку нели нарација, објаснети теоретски, меѓутоа и преку видео, за да биде поедноставно за корисниците. Една од поважните активности која реализирате во рамки на проектот е и поддршка и реализација на младински иницијативи токму за подигнување на свеста за значењето на образованието за климатски промени и животна средина. Се буди ли свеста кај младите генерации за заштита на животната средина или пак се уште не очекува уште многу работа на тоа поле? Ќе почнем со вториот дел од прашањето. Секако дека не очекувам, а тоа не е нешто чудно и во други развиени земји цело време има потреба од ваков тип на образование и развој. А во поглед на младинските иницијативи тие се замислени баш дечињата, односно младите, да покренат иницијатива. И овој конкурс беше објавен пред 2 недели, ако не се лажам точно, веќе е завршен. Денес утре треба официјално да ги соопштиме резултатите, така да ако не гледаат некои од градинките основните, нека бидат црпливи.
Идејата беше заедно дечињата со наставниците и воспитувачките да смислат некоја идеја во поглед на подобрување на животна средина и климатски промени или покренување на знаењето во самите нивни институции. Тоа беше иницијално. И сосема конкретно денешното линковско вклучување и овој разговор, кои се вашите очекувања од овој проект? Што треба да донесе што треба всушност овој проект да придонесе кон еколошкото образование во земјава? Искрено треба да, ако ме прашувате лично, ќе одговорам, конечно еколошкото образование да биде прикажано преку пракса. Бидејќи екологијата не е теоретска, а таа мора да оди во комбинација со пракса и мислам дека конечно овој пристап баш ќе го зајакне досега стекнатото знаење на наставниците и воспитувачите од минатото, така да ќе заокружиме една целина. Никола, благодарам за одвоеното време за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Верувам дека овој проект токму ќе придонесе преку искуствено учење децата да го сватат секако значењето и важноста токму на образованието за климатските промени и за заштита на животната средина. Ви посакувам многу успех со проектот. Со сите нови детали ќе ви имаме повторно во утринската програма. Благодарам.